Горан Ристовски потекнува од тетово и е единец на мајка и татко. Можеби затоа, кога еден ден ќе основа свое семејство со благородна, ќе посака повеќе своји деца. И ќе добие 5, но повеќето од нив ќе бидат со посебни потреби. 3 од нив ќе ги изгуби. Пред 7 години и покрај тоа што давал се од себе, сепак од нелошата болест ја губи и сопругата. И можеби и дотогаш му било тешко. И едва и го минувале месецот како што вели тој, но после незината смрт веќе нема да има волја за ништо. Со минималниот месечен приход кој го добива работејќи како клисар и оние од нега поради болеста на ќерката Славица, Горан едва и го врзува почетокот со крајот на месецот. Сам се бори, бидејќи двете деца кои му се живи не може да му помогнат, а куќата која ја направил со татка си како да е пресликана од некој хорор филм. Не за друго, туку поради темнината и сивилото на мебелот, кој од прво до последно парче е добиен преку донација. Или можеби зашто откако ги нападнале болестите и смртта на најблиските, немале средства ниту за белење на зедовите. И гладта е чест придружник на ова семејство. Спас за задушување на истата наоѓаат само ако некој добар сосед им донесе за да го поминат денот. Сепак и покрај се, овие луѓе посакуваат, а и се надеваат дека можеби еден ден и тие ќе бидат горди и ќе живеат убаво како и нивните соселани. Една стара поговорка вели, кога ќе ви се случуваат несреќи, само отворете ја вратата. Очигледно, удамна има отворено вратата Горанчо Ристевски од Копањце Тетовско, затоа што му умираат многу драги личности, а денес живее тешко и сиромашно. Добар ден. Јас сум Оливера од Срца на Бланка. Јас сум Горан Ристовски. Ни кажаа дека имате тежок живот, па дојдовме со екипата да ни кажете зашто се работи, што ви се случува? Не се случува бајџи работи. Мене ми починало жената, дечето, детето и бајџи работи и сакам да го онадим добре се дошли. Ова е домот каде што живеете? Да, овде е домот кај што живеем. Сега, колку останавте? Како живеете? Живееме многу тешко. Зошто? Зашто немаме од нигде таа средства. Од нигде немаме, сопругата почина, се тие работи, нема нигде. Со колку живеете месечно гора? Со 10.000 денари. 10.000? Да, од девојчето што зема и јас што земам од црква, тоа е све. Вие работите во црквата? Да, работим во црква како клисар и така, мислим таму и после ќе дојде месецот ќе ми дадат. Но не стигаат. Не стигаат парите, од други средства, ако се може да се онади, тоа друго е. Но како ги поминувате ете 10.000 денари кога ќе ги подмирите сметките? Зашто останува друго? За ништо, лекарства на девојчето, многу скапи, многу тоа, многу трошкови. Плачам сметки, струја, телефон имам, тоа. Каде сте останале без најмилите, најблиските? Да. И уште ова ми се деси, ама нема што се прави. Зошто не работите, нели, некоја работа? Можеби сакате, можеби така ќе го најдете спасот. Ако се вработите некаде, да земате месечна добра плата. Ако да се вработим, ама не можем поради девојчево. Ми е болно и тоа. И јас сега поради девојчето не можем ништо заради него. Не дај Боже ако онади, нема кој да го онади. Немам човек дома. Од што е болно девојчето? Има епилепсија. Епилепсија што пие лекарствата. Пата за болест. Паѓа. Да. Веројатно и тоа ви е дополнителен стрес. Овде ли седите? Да, овде седам. Оваа куќа ја купивте или ја правевте? Не, ја правивме ние со тоа, татко ми што кога бевмо, мислим кога беше и тој жив, го правимо, продаде нива
па за да се направи куќата, ама куќата не е доправено, сакам да се доправи, ама нема финансиски средства и така. Освен што треба да се доправи куќата, сепак треба и месецот да се помине. Да, Но вие не можете да го поминете месецот. не можеме да поминеме, дека финансиските средства мало се, не стигаат. Вие работите во куќата се? Работим све, готвим, одадим, перем, пружамо, морам ја, нема кој више. Горан е роден во Тетово, а живее во Копанце. Иако бил иденец, сепак поради сиромашниот живот успеал да заврши само основно оделение. Работи и стекнува дури 25 години стаж, а ја исполнува и најголемата желба. Создава семејство и има 5 деца. Подоцна со татка си продаваат нива и ја прават куќата во која го продолжуваат животот. Не можат единствено да им испркосат на несреќите и на смртта која во неколку години ќе им земе и неколку членови од семејството. Ја потекнувам од село Копањце. И роден сум во Тетово, ама од Копањце сум. Браќа, сестри немам ништо, сам сум единец. Единак сум у мајка. Ја учев овде во Копањце и во Вратница сум учел. Од овде мо терале во Вратница, учев таму школа и го завршив само осмалетка. Друго, немам средна школа тирам. Со родителите животот беше за нигде. Зошто? Зашто немаше, само татко ми работеше пред тоа, а мајка ми ништо не работела, домачинка била дома, седела, не можела таја. Болувана беше и таја, и после татко ми работеше во Водна, и јас со него таке полаку, и јас влегов на крај во Јагуновце, во фирма, тогај 25 години имам стаж. Кога влегов, мало имамо, да речемо, пара. Се, отка ни стараја од фабриката, више за нигде смо били. Пред да се оженам ја, тога и се направи куќава, а инако смо живееле во старата куќа. Смо го градиле ние, смо продале нивата, за да можеме да градиме овде куќава. Веројатно со таткови, додека Со татко ми, да. Јас оженив со сопругата моја Ристовска Благица, се викаше, благородна. Се запознавме во Тетово, све тие работе и соженив. Тогај беше таке, не чеше да ме земе, ама од после го прекајле и ме зеде. Дека во вако состојба сум бил. Бидејќи бевте во тешка, загрижувачка, сиромашна состојба. Так. Со нега многу добар. Се слажем, ама што децата ми беа болни. Колку деца родевте со неа? 5. Да. Со нега 5 деца смо родиле, све, еве, болни и ова дејче, и тоа што ми умре, и детето што ми починало. Све со нега сум онаде, све што требало. И тоа девојчето многу ми работеше. Тоа што е умренот 16 години отидна. Тоа ми било доопте. Сум не знам кај сум. Прво черка ми, после ми умре супругата, па мајка ми, па татко ми, све поред, па детето, нон-стоп. Имате изгубено и бебе? Да. И бебе имам изгубено. Се грижевте ли за неа додека беше болна? Да, сум се грижил и тоа многу и сум набавил што треба лекарства, те работе. Ка немаше лекарства, немало на репцета, сум ги земал тие апчината. Морало, тие 50 евра биле на тоа, одбам од таму сум се поземнил, за да ги онадим лекарствата, да им ги дадем. Само да биде како што треба. 19 коти до 20 ќе правим. Ја изгуби мајка ти? Да. И сестра ми, братчето. И сестра и братче? Да.
Сигурно ти е многу тешко поради тоа. Тешко ми е, нема што да правим. Сам се борим, сам се онадим. Оја не може да ми даде рука, ја морам све сам да трчам. Ја перем, чистим, онадим. Сигурно ви е многу тешко без неа. Тешко. Нема што да се прави. Фали, но нема што да се прави, мора така. Од све страни нервоз, не можеш да онадиш. Ти, децата, тоа го онади. После, све на мене се чека. Што чекаат на? Све да речем. Правим, готвим, јадење правим, перем на машината. Ова, тоа, да пружиш. Некој пати ми помага дејче за пружање. Ама таа не може сваки дан. Таа и паѓата болест има. Девојче. Се несвестува. Да, сам несвестува. Не, полна сум. Jedan put sam utopila napad u krevet, tatko mi, brat mi to kad su me tiknaja, sam padnala ove na plačkeve i odmah me tikna i me leknaja, toka samo. Сигурно лекарствата ти помагаат да не добиеш нов напад. Помагаја некако. Горан работи како клисар во селската црква и зема минимален месечен приход. Заедно со приходот од болеста на Славица, тоа не е доволно ова семејство само да се прехрани, а не да ја среди куќата. Живее само за децата и за да не ги остави Славица и Бобан сами, зашто и тие не се добри со здравието. Земам од црква само 5000 динари и ако ме повикне некој ваќе низ село, вамо таму идем да поработувам па да земем динар да се гледам. Без пари многу тешко и не можеш да живееш. Све нешто треба у куќата. Одвај и ние смо се прехранували. Таа со лекарствата многу тешко. За кого земате лекарства? За Славица, девојчето. Колку давате месечно за нив? Сега иде на репчето помалу пари, а инако бија 50 евра пред тоа. Но вие земате само 5000. Да, Веројатно сите пари ги дававте на лекови. точно. А животот ти е загрозен ако не ги пие. Ќе има паѓа за болест, вика, ќе направи беле ако не пие. И се случувало ли да ви падне, да ви се онесвести? Да, се случувало, овде паднала надвор. И ја сум отишол да го онадим, да паѓа и ставам лојца, мене учија тамо, ставам лојца ваќе, за да може железо, за да може да се онади и да се да после некој време да биде кој што треба, у свес. Кој ви го утви? Ja, polako. Ти, помалку? Da, ko pali maki, no ti će napravi nešto. Што знаеш да го утвиш ти? Spagete, makarone, supa, krompir sam da ispržim. Имате уште еден син кој што во моментов не е тук. Каде е Бован? Отишол да работа, Што работи? па тоа со канти што режувијаните. Канти, го вика еден од овде, па иде, му дава по некој динар, ама Чисти. не толку чисти. Мора да иде. И по колку му даваат? По 1000 динара. Таке ми рече мене. Што ќе им сготвите денес? Се мислим, не знам што да кажам. Соседите нешто ако ми поддадат и да земем да сготвим. Ако не? Ако тешка работа. Каде спиеш ти, во која соба? Ona odne u sobama. Kepenčarite tu je vpijem. Brat mi mamu vpije. Мојот скршена. Си уште немате ниту 50 години, имавте несреќа, изгубивте Да, прсти. 4 прсти. Веројатно и тоа ви е Да, хендикеп да. во работењето. точно. На што ги 4 изгубивте прстите? На циркулар.
Сум секал дрва и овде на циркулар сум ги изгубил со пила. Ка би ga средил ја куќава, подруго би имал волја некако. И све како што треба да биде. Што би било тоа се да биде како што треба? Па да речемо да се кречи, да се дотера, да се намести, да го онадим собеве, да ги наместим тоа све што треба. И подруг би бил порадосен. Сакам бела чиста сопа, упати кревет, но тоа. Па да се направи, сакам да речем овде на детево, да го направим со бичево, овде да измачкам, да искречим, секако што треба да биде. И да биде убаво, и нему да му биде убаво и за нас. Најболно да биде сакам како што треба, ама не можем толку да постигнем. Цел живот се борим, ама не можем да постигнем. Доаѓа и такво време кога човек ќе се измори и од луѓе и од случувања. Време кога не сака никому ништо да докажува, зашто знае дека луѓето веруваат само во она што сакаат да го слушнат. Доаѓа време кога ниту сака да се правда доколку сторил нешто лошо, ниту пак сака да се фали доколку сторил нешто добро. Доволно му се оние зрна живот што ги поседува само да му биде мирно срцето. А мир во срце значи имаш онолку колку што имаш, а сепак имаш се само кога си со вистинските луѓе. Горан Ристовски потекнува од тетово и е единец на мајка и татко. Можеби затоа кога еден ден ќе основа свое семејство со благородна ќе посака повеќе своји деца. И ќе добие 5, но повеќето од нив ќе бидат со посебни потреби. 3 од нив ќе ги изгуби. Пред 7 години и покрај тоа што давал се од себе, сепак од нелошата болест ја губи и сопругата. И можеби и дотогаш му било тешко. И едва и го минувале месецот како што вели тој, но после незината смрт веќе нема да има волја за ништо. Со минималниот месечен приход кој го добива работејки како клисар и оние од нега поради болеста на ќерката Славица, Горан едва и го врзува почетокот со крајот на месецот. Сам се бори, бидејќи двете деца кои му се живи не може да му помогнат, а куќата која ја направил со татка си како да е пресликана од некој хорор филм. Не за друго, туку поради темнината и сивилото на мебелот, кој од прво до последно парче е добиен преку донација. Или можеби зашто откако ги нападнале болестите и смртта на најблиските, немале средства ниту за белење на зедовите. И гладта е чест придружник на ова семејство. Спас за задушување на истата наоѓаат само ако некој добар сосед им донесе за да го поминат денот. Сепак и покрај се, овие луѓе посакуваат, а и се надеваат дека можеби еден ден и тие ќе бидат горди и ќе живеат убаво како и нивните соселани. Се смета дека убаво е чувството кога знаеме дека имаме пријатели, но безценето е кога знаеме дека ние сме пријател на некој и помагаме. Денес сме пред нов предизвик да помогнеме на двете семејства кои предмалку го ставија срцето на дланка. Денес треба да подадеме рака, да им помогнеме во иднина и тие да бидат пријатели на некој. Да покажеме нашата големина, бидејќи сега е нашиот ред да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се. Една стара поговорка вели, кога ќе ви се случуваат несреќи, само отворете вратата. Очигледно, удамна има отворено вратата Горанчо Ристевски од Копањце Тетовско, затоа што му умираат многу драги личности, а денес живее тешко и сиромашно. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Јас сум Горан Ристовски. Ни кажаа дека имате тежок живот, па дојдовме со екипата да ни кажете за што се работи, што ви се случува. Не се случува бајќи работи.
мене ми починало жената, дечето, детето и бајџи работи и сакам да го онадим добре се ви дошли. Ова е домот каде што Да, живеете. овде е домот кој што живеем. Сега колку останавте? Како живеете? Живееме многу тешко. Зошто? Зашто немаме од нигде таа средства. Од нигде немаме, сопругата почина, све тие работи, нема нигде. Со колку живеете месечно гора? Со 10.000 дена. 10.000. Да, од девојчето што зема и јас што земам од црква, тоа е све. Вие работите во црквата? Да, работим во црква како клисар и така, мислим таму и после ќе дојде месецот ќе ми дадат. Но не стигаат. Не стигаат парите, од други средства, ако се може да се онади, тоа друго е. Но како ги поминувате ете 10.000 денари кога ќе ги подмирите сметките? Зашто останува друга? За ништо, лекарства на девојчето, многу скапи, многу тоа, многу трошкови. Плачам сметки, струја, телефон имам, тоа. Каде сте останале без најмилите, најблиските? Да. И уште ова ми се деси, ама нема што се прави. Зошто не работите, нели, некоја работа? Можеби сакате, можеби така ќе го најдете спасот. Ако се вработите некаде, да земате месечна добра плата. Ако да се вработим, ама не можем поради девојчево. Ми е болно и тоа. И јас сега поради девојчето не можем ништо заради него. Не дај Боже ако онади, нема кој да го онади. Немам човек дома. Од што е болно девојчето? Има епилепсија. Епилепсија што пие лекарствата. Патата болест. Паѓа. Да. Веројатно и тоа ви е дополнителен стрес. Овде ли седите? Да, овде се, да. Оваа куќа ја купивте или ја правевте? Не, ја правивме ние со тоа, татко ми што ка бевмо, мислим ка беше и тој жив, го правивме, продаде нива, па за да се направи куќата, ама куќата не е доправено, сакам да се доправи, ама нема финансиски средства и така. Освен што треба да се доправи куќата, сепак треба и месецот да се помине. Да, Но вие не можете да го поминете месецот. не можеме да поминеме дека финансиските средства мало се, не стигаат. Вие работите во куќата се? Работим све, готвим, одадим, перем, пружамо, морам ја, нема кој више. Горан Ристовски потекнува од тетово и е единец на мајка и татко. Можеби затоа, кога еден ден ќе основа свое семејство со благородна ќе посака повеќе своји деца. И ќе добие 5, но повеќето од нив ќе бидат со посебни потреби. 3 од нив ќе ги изгуби. Пред 7 години и покрај тоа што давал се од себе, сепак од нелошата болест ја губи и сопругата. И можеби и дотогаш му било тешко. И едва и го минувале месецот како што вели тој, но после незината смрт веќе нема да има волја за ништо. Со минималниот месечен приход кој го добива работејки како клисар и оние од нега поради болеста на ќерката Славица, Горан едва и го врзува почетокот со крајот на месецот. Сам се бори, бидејќи двете деца кои му се живи не може да му помогнат, а куќата која ја направил со татка си како да е пресликана од некој хорор филм. Не за друго, туку поради темнината и сивилото на мебелот, кој од прво до последно парче е добиен преку донација. Или можеби зашто откако ги нападнале болестите и смртта на најблиските, немале средства ниту за белење на зедовите. И гладта е чест придружник на ова семејство. Спас за задушување на истата наоѓаат само ако некој добар сосед им донесе за да го поминат денот.
Сепак, и покрај се, овие луѓе посакуваат, а и се надеваат дека можеби еден ден и тие ќе бидат горди и ќе живеат убаво како и нивните соселани.